Египет ќе ја голтне текстилната индустрија во Штип, која веќе не може да го издржи конкурентскиот притисок. За текстил од светла иднина повеќе нема, бидејќи се поголем број европски брендови Штип го менуваат за Северна Африка. Големите брендови својата иднина ја гледаат ево се у најно време во Египет, каде што владата, за разлика од кај нас, субвенционира и стимулира отварање на компании од текстилна индустрија. Каде не се обратно, не се гледа иднината во текстилната индустрија и знаете, капиталот се сели секојаш на кај што може повеќе да се оплоди. Ако ние стануваме повеќе прескапи за текстилна индустрија, нема никој да дојде кај нас да произведува текстил заради тоа што сме ние дел од Европа или не знам, многу сме симпатични, туку само ако може да остварува профит од нас. Според Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи, перспектива на овој сектор не гледаат ниту бивши и сегашни функционери кои работниците ги насочуваат кон тир зоните каде државата вложува многу. Не е решение затоа што неколку поранешни министри имат изјавено дека тие не гледаат развој во текстилната индустрија, таа плаќа ниски плати и очигледно дека нивното внимание е повеќе насочено спрема тир зоните кај што даваат одредени бенефиции на компаниите во тир зоните, а за жал тие не произведуваат некоја хајтек технологија, туку пак некој едноставен малолетен труд со ретки исклучоци на 2-3 фирми. Резултат на ова е интензивно затварање на текстилните компании, бидејќи во просек најмалку по еден западноевропски клиент дневно ја напушта Македонија. Капиталот од текстилните компании се пренасочува и трансформира во друг бизнис, каде условите за работа се подобри.